Лешке, ви благодарам на репликата. И прво, многу почитувам што се вклучивте во дискусијата. И навистина сте инспирација за уште една многу подолга и многу посуштинска дискусија, што треба да произлезе. И вие отворивте дури дополнителни прашања, со себе на место. Но одговори нема да имаме. Ниту јас, ниту вие. Така е, мора да имаме и ќе се трудиме. Затоа се јавуваме за збор. Вие имате една многу неблагодарна улога во моментот што го рековте самите. Верите дека несоодветно биле артикулирани односите со јавноста. Како ќе ги артикулирате вие лично или колегата од СДС Гордан позади, кога искача вице-премиерот и вика догоро нема го видите. Правите што сакате, нема го видите. Еве кажете ми како ќе ги артикулирате. Еве заедно да помогнеме, заедно. Денес имавме барање, официјално како пратеничка група на ВМРО ДПМН, сите наши пратеници со службени безбедностни сертификати, дека не треба да се грижи никој, дека апсолутно државата ќе биде сигурна, тоа се луѓе проверени од истата држава, кои што гледаат на строго доверливи документи во темите со безбедност, комисијата, одбрана и така натаму, еве доставете го, имаат барем они на увид. Половина од овие прашања ќе ги немаме. И конечно сега доаѓаме до другите работи што ги отворивте. Дали е мојата интенција дека владата не е способна? Не. Предлагачите на законот тоа го велат. Нашата интенција со амандманите беше дека постојното законско решение нуди доволно алати и инструменти да бидеме сигурни дека ќе биде спроведено квалитетно со контроли и со најмал ризик, со соодветните одобренија, согласности, проверки и така натаму, поднос на средина, културно наследство, земјоделство, шумарство, локална самоуправа, да не ги редам сега сите понатаму, во член 14 став 3 наведени. Они велат не. Под услов се разбира, под услов да имаме здрави, ефикасни институции, администрација која што си ја врши работата. Предвидено во самиот закон. Но предлагачите велат не. Оваа влада е неспособна, бидејќи тоа нема го направи, ќе земе премногу време, ќе се заглават процедурите и ваков стратешки проект е под ризик да пропадне. Затоа имаме потреба да суспендираме државата со сите овие проверки. Јас не го велам тоа. Тоа го велат предлагачите. Друго логично објаснување нема. Бидејќи роковите се кратки, ги читавме. И ние, и колегата со неговиот амандман. Тие се рокови кои што реално не би оптовариле имплементацијата, односно реализацијата на ваков голем проект. Од 5 години, претежно се околу 15 дена. Во различни фази, ако ги земеме, еве со целиот ризик, јас ќе кажам, 15 дена, камо среќа да биде одложувањето на реализација кој што е предвидено. А реализација имаме на невидено. Не само за договорот. Нема проекти. Кажете ми како да немаме сомнеш од целата таа со сомнеш овиена постапка што беше спроведено, кога знаеме дека нема проект и предвидуваат без дозвола, без согласност, со обичен урбанистички проект да се спроведува ваков стратешки проект. Дали е тоа, меѓу вас има инженери, многу добро знаете, какви тие сладки или тешки маки се придобивањето на дозволата и зашто тоа така. Некојаш некој ќе рече едно одобрение дека е ситница, ама може да направи последици. Па доаѓа до ревидирање на проектот, па на исправки, на проверки, па повторно поднесување и така натаму. И никој нема се жали да помине уште месец дена ако треба, во нормална процедура зборам, не за скратената. Бидејќи знае дека не е наштетил на државата. Бидејќи не е наштетил на јавниот интерес. И конечно, не велам ни јас истото. Отворете го извештајот на ДЗР, го гледавме заедно. Видите какво искуство имаме со реализацијата на големите капитални инвестиции. И по однос на времето на реализација, и по однос на финансиските малверзации, и по однос на комплетната реализација. Нема се враќаме наназад на дискусиите за буџетот со 14% реализација. Сакам да кажам, не сме ние тоа што го велиме. Но наше беше, ќе се вратам на почетокот, амандманите се во насока дека постојното законско решение е многу подобро и со многу помал ризик да си имаме главоболки и како држава, и како пратеници, и од аспект на изведувач, и од аспект на инвеститор, отколку што имаме со ова предлог решение со измените и дополнување на постојното законско решение. Ви благодарам. Благодарам.